Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во штедно издание на Јади Бурек и се надевам дека сте во кул атмосфера. Барем сега така се вика, зимоска викаме да ви е на топло, сега малце да ви е на кул. Како кому, ја навистина уживам во овие прекрасни и претопли денови. Тоа е тоа, некако вајда со годините му доаѓа време да идеме во Флорида, Калифорнија или некои такви прекрасни места за пензионирање. Драги мои пријатели и пријателки, овие жешки денови не се само летни жешки, туку се и политички. Никогаш ни на крај памет мене не ми било дека ја ќе морам да правам некаква реминисценција или дека моите емисии ќе ги прегледувам и ќе ми станат актуелни после 20 години. Вечерва ќе ви пуштам емисија која е снимена 2006 година. Вау! 2006 година. Некои си 6 месеци пред самитот во Букурешт, НАТО, каде што ќе се случи оној голем скандал, условно речено, или голема игранка, или што и да се случи. Ние во джеп ја имавме, мислам дека имавме пресудата од нешто така се збореше. Значи, вака, се работи за интервју со тогашниот премиер Никола Груевски, кој јас го направив додека бев во Скајнет телевизија. Таа телевизија денеска и не постои. На некој начин тоа беа некои мои почетоци. Треба да направам мала реминисценција. Првата телевизија на која се појави беше А1, па ТВ4, па Скајнет телевизија и така. Во една рудиментирана форма, што денеска дури и некако дури и на подкаст повеќе наликува од што на ТВ емисија. Не се. Ретко кој си се навраќа на емисиите некогаш тогаш, барем толку одамна, но сепак ова беше едно маратонско интервју со премиерот Никола Груевски. Никола Груевски, која ќе дојдеше во емисија, затоа и толку омраза имаше кај мене, прво емисијата моја немаше лимит, значи не беше она пола сат, 25 прашања со 15 партиски поставени контратези кои треба да ги каже новинарот, за да му го анулира неговиот пиар. Мене ме обвинуваа дека ја нешто сум му правил пиар. Не, човекот сам си правеше пиар. Проблемот беше што јас му давав многу простор. Но проблем беше исто така што јас на сите, па и до ден денеска им давам огромен простор. Сега повеќе не идам повеќе од час и половина, 45-50 часи, 45-50 минути емисија, но тогаш, искрено да кажам, почнувавме во 22 часот и завршувавме длабоко во ноќта, негдека во 1:30-2. Ова е време кога се праќаат пораки, па ќе видите доле интересни пораки, интересни, условно речено, јадачки за јадачки, ова, она, ваму и таму, и тога се плаќа огромни пари. Мене ме обвинува дека ја нешто сум профитирав. Знаеш како, ја профитирав со што имав добар хонорар тогаш. Парите од рекламите и од тие ги собираа други, ама толку беа алчни да беа, барем на алчноста паметни за вложување. Ниедно од телевизиите немаше да им рикне, па и оние што останаа после мене, едва и животарат денеска оти, што ќе правиш, искомплексирани газди, неизживеани, им треба джипови, им требаат Диснеленди, тоа е тоа, после на крајот на краиштата. Така што ја оставив без многу чепкање, значи Скајнет логото, Скај телевизија, не Скајнет. Скајнет или Скајнет, како да, Скајнет логот, телевизија, не го рчкав многу, го оставив и тоа такво во таква форма, затоа што не постои денеска, никого не може да загрози и
убаво е можеби некого ќе го подсети. Интересно е што дента кога требаше да биде прогласено, ми се јави еден човек и ми вика, Јанко, вика, денеска, вика, на суд се затвара, вика, Скај на телевизија, ја би можел да ја преземам. Значи, едноставно, само да ја продолжи работата. Викам, повели, дали би сакал да работиш? Викам, колку е плата? Не, вика, ти направи си пари. Фала, викам, thank you and auf Wiedersehen. И имав шанса, но веќе ми беше јасно дека спонзори нема, како што и денеска, нема спонзорство во телевизијата. Телевизија да обстане треба навистина спонзори. Сега има само партиски спонзори и ова што го глумат другиве телевизија и циркус. Значи, енормен простор. Зошто сега би се навратиле на интервју од 2006? Од оваа дистанца, што свет доживеавме и што говореше Груевски во тоа време, е интересно да се спореди. Името е секогаш главната тема од почеток на секој разговор со него. Тоа му е една работа. Втора работа, за да издржиме битката за името, тезите кои му беа, и зошто мене толку ме мразе, а мене ми се допаѓаат тезите. Прво, ја не сакав промена на името, за да ја издржиме борбата, иако ми беше јасно дека ќе има нешто, ќе мора и ние да попуштиме и другите, но ние треба да бидеме економски јаки. Никола Груевски ја зајакна Македонија како никогаш дотогаш. Тоа беше голем проблем за непријателите, за власта која е сега, бидејќи јака Македонија, тоа значи луѓе со добра ситуирана состојба, а луѓе со добра ситуирана состојба тешко се манипулираат. Денес затоа се на власт овие што се на власт, бидејќи го осиромашија сопственото гласачко тело и она нешто помеѓу, за да биде потполно социјално зависно токму од нив. На таков начин можеш да манипулираш, да правиш невидливи електрични автомобили, да правиш патишта кои не се прават, фабрики кои не се градат, а парите се лапаат на сите страни. Груевски е обвинет за перење пари, за крадење и така натаму и така натаму, и многу е глупо кога ќе кажеш, ама тогаш и он крадеше, ама имаше повеќе за народот. Тоа е просто незамисливо во било која демократија, било кој честен човек да го каже. Груевски заради собствените гревови си го јадеше стапот и е таму каде што е. Тешко е дека он ќе се вратил, исто како онаа носталгија Тито Југославија. Не се враќа тоа никогаш. Но имам некоја желба, чисто заради злобата на овие денеска кои ве доведоа на питачки стап, не само нас, цела нација, во едно вакво мизерно битисување, освен за нивната елита. И тоа елитата битисува на таков начин што нивните следбеници кои, ако има тази испрени, испеглани гаќи, сега се со искинати, ако можеа да си го мијат задникот секој втор ден, сега е еднаш неделно, но со уште поголем фанатизам се на нивна страна, затоа што знаат дека после овој пат нема враќање назад. Ever. Never. Ever again. Затоа што си ги знаат криминалите, а и нивното гласачко тело кое верува во некаква честност на своите, мислам дека тешко. Прогонот ќе биде голем, прогонот ќе биде тежок, ќе биде децениски, но предпоставам дека ескапизмот се гради сега, затоа и најмногу се граба. И фино е да се подсетиме на едно време и само подсетете се дека кога удри големата криза во светот 2008 година, колку воопшто тоа не го почувствувавме кај нас.
дури годините како идеа, дојдоа најголемите инвестиции во Македонија, кои после падот на владата на Груевски едноставно се укина. Ни една инвестиција нема. Какви Google, какви Facebook, таму што ве лажеа, некои си идиоти ги постават, брат Љубе, Самка Ибраимовски, да ви донесат инвеститори. И вие тоа го голтате. Во меѓувреме ви сменија идентитет, ви сменија име, ве ставија 3 коси црти, ве изманипулира, ве помочаа од керамиди со така наречениот попис, па и овие бугарски барања, па отварање на уставот. А бившиот портпарол кој на времето излезе и рече: памтите дека нам Ауди ни се понуди да изгради фабрика и меѓу условите беше Македонија национално возило да и биде Ауди. Излезе портпаролот на тогашниот Црвенковски и рече: не, нам тоа не ни треба. Ама сега затоа па лајат дека ни треба да го отвориме уставот. Може да се отворите слободно на бокс 8 сантима за интерпретација или за пенетрација. Мене ми е више дегутантно темава воопшто да ја зборам, размислувам, коментирам. Ма ќе ја коментирам. Низ дно, додека не почне крв од нос да ви тече. И на мене и на вас. Затоа што ова не е вина што ни се случува, ова не е вина на еден човек. Ова е колективна вина, ваша. На вие што гласавте, на вие што преќутивте и на вие што не делувавте. Толку. Делување на Facebook важи срцка, кој ќе ти треба помош, материјална, финансиска, туркање на колата да запали, пиши ми на Facebook, лајк ќе ти ставам. Кој ќе ти треба за јадење, одма ќе те лајкам. Така ние ја бркаме работата и после се чудим, ама ја кажав, напишав, гласно, добро, важи. И на гладните у Африка, кога бараат помош, ја лајкови, пуштам лајкови, бесконечно. Никола Груевски, морам ова интервју од 2006 да го поделам во 2 дела, бидејќи негдека околу 3-4 часа е вкупно. Па така што направив еден дел кој ќе се емитува вечерва и еден дел кој ќе се емитува наредниот ден. Значи, ова ќе биде една универзална најава и за денешниот, и за наредната, и за првиот, и за вториот дел, како најава да ве воведам и сакам малце само ментално да ве префрлам во тоа време кога уште имавме надеж дека имаме држава, дека имаме институции. На крај денеска гледаме дека се што било и оние борби за права од 2001 и територијална поделба, во суштина било градење, дури не било ни некаков национализам. Ја до скоро се чудев кога видов дека не го прават патот до косовска граница. Ја мислев дека кога ќе дојдат на власт СДСМ и ДУИ, иако и ДУИ претходно беше во власт, дека ќе се потепа да го направи тоа, за поврзување територии, албанско население, ширење. Не бе, брате, ништо. Освен криминал, лапање, путање, ништо. Ако вие не се согласувате со тоа, ма ја само ви завидувам и ве молам да ми го позајмите барем на 7 дена вашиот мозок да одморам малце, она као зомби, глуп и ништо не разбирам. И све ми е супер. За жал, човек што разбира и што му е јасно што се случува, носи некаков чемер, чемерот е отров, но јас се трудам се она што денеска ми се случува и мене, и на мојата земја,
и во мојот микрокосмос и во мојот макрокосмос е резултат на идиоти на власт, на криминалци, и колку и да го критикувам Груевски за некои работи, ние во историјата на Македонија ќе збориме за Македонија пред и по времето на Груевски. За жал, тоа ќе ве убива во поим. Луѓе ќе споредуваат, како што споредуваат со некогашна Југославија и Македонија, ќе споредуваат Македонија каква беше во времето на Груевски, каква е после тоа. Мислам дека и онда се врати оваа непоправлива штета. Македонија за неколку години, која со децении едва и беше во долгови скоро 2 милиарди, дури и враќавме долгови, ако паметите, па уши и критикуваа зашто враќаме, Македонија е 4-кратно повеќе, 5-кратно повеќе задолжена, без капитални инвестиции, без нешто што утре ќе произведе некаков приход, доход. А приватниците крв плјукаат од рекет, од криминал и од се она што се случува. Али важно, нивните деца сега произведуваат, купуваат и продаваат струја. Шо викаат французите, и шуплје у празно. Сеачи на магла. Ама, знаеш како? Кога имаш ти клиенти, народ, вие, зашто да не? Алал да име. Значи, попаметно ве прочитале дека сте такви какви што се и дека се тоа ќе помине. Наскоро се надевам дека ќе имате шанса да се покаете длабоко во себе и да направите нова радикална промена. Вие си знаете, големи сте. Немам шо да ве учам. Никола Груевски во јади бурек, ја некој си 130 кила, ко Берн Поселт, и така. Некој си 4 сати, проекти, политика, ова и она и 300 работи. И присутна опасност. Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Јади бурек на Skynet телевизија. Како што беше и најавено, вечерва имам особена чест да го поздравам нашиот премиер, господинот Никола Груевски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро нашол, поздрав до сите што не следат. По трет пат оваа година се сретнуваме во емисијава. До сега ни идеа муабетите прилично добро, се надевам дека и вечерва ќе биде така. Па да, беше изборна година и веројатно затоа и поголем беше интересот. Така да бев 2 пати, ова е сега трет пат, па да не испадне дека само заради избори доаѓам. Сега доаѓате во улога конечно на премиер, прво да ви честитам на успехот на изборите. А моето прво прашање за вечерва за вас, вие искрено да ви кажам, прво едно лично. Се работи за Иги Поп. Се сретнавте со Иги Поп, шо муабет правевте, умирам и горам од желба, ме интересира. Па добро, имаше средба, како што знаете, разговаравме за неговиот концерт, за неговите настапи што ги има во регионот, надвор од регионот, како му тече кариерата, тој се распрашуваше за Македонија, слушнав за името дека имаме проблем. Бараше малку повеќе да му објаснам. Добро. Му се види дека е проблемот неразумен. Му објаснивте тоа? Му објаснив, апсолутно. Добро, и?
Па ништо, вика, неразумен проблем. Вика, навистина не можам да ги разберам грците, нели, за тоа што ви го прават на вас и на секој човек нормален што ќе му го кажете проблемот, ќе ви каже дека проблемот е неразумен. Тоа ни го кажуваат највисоки политичари во Европа што со години следат политика, камо ли обичен човек. Мислам, човек што не е инволвиран во политика. Нели. И ги ќе ни помогне нешто у признавање. Па нема да помогне у признавање, меѓутоа добро е што повеќе луѓе да знаат вистината за Македонија. Успеавте да отидете на неговиот концерт? За жал не, имав предвидени работи преходно Да. за таа вечер и не бе во можност да отидам. Чув дека некои од министрите биле, министерката за внатрешни, за транспорт, мојот шеф на кабинет и така што И председателот ми беше. пренесоа импресии. И председателот беше. На Иги Поп. Да. Не знам за тоа, да. Да. Убаво. Така да предизвика тоа голем интерес и така. Господин премиер, вечерва јас сакав да си направам една емисија, бидејќи сметав ве запознав низ овие претходни две интервјуа и дека си имам веќе право да си направам еден концепт емисија како што јас си замислувам, што сакам да ве прашам, што сакам да разговарам и така натаму. Но како ве најавив се случи една сосема друга работа. Така да ја едноставно јас како водител и креатор на оваа емисија се повлеков и емисијата им ја отстапив на граѓаните. Вечерва сите теми и разговори се извадени од прашањата, пораките, писмата, петициите, приватни пораки, телефонски јавување, уште само со голуби писмоноши не таа форма на комуникација не искористивме. Илјадници прашања пристигна. Ние дури малку во еден момент се бевме и неспремни, не успеавме да ги дампираме и да ги примеме сите прашања. Ја овие денови се обидувам тие прашања да ги направам во некаков концепт за да можеме да поразговараме. Многумина ќе ви поставуваат лични прашања кои се од конкретна област и така натаму. Се она што нема конкретно да ве прашам, ќе ви го дадам, ќе ви го пренесам на мејл и така натаму. Некогаш, 1 саат одвојте. Знаете зашто? Јас знам дека вечерва не ќе можеме колку и долго да разговараме, да одговориме на се. Да видите што народов го боли. Јас знам дека имавте многу сенс пред изборија, бевте на терен, почувствувавте, но ова е исто така една друга работа, една друга димензија што во меѓувреме се случува и што ги боли. Ја мислам дека ќе ви биде неверојатен патокас, едноставно не ќе можете да го занемарите она што го говорат. Извинете на долгиот вовед. Да, не, ворете, сам сосем е ворет. Сакам само да објаснам и на вас и на јавноста дека едноставно вечерва емисијата ја креира публиката. Ја ви благодарам од името на публиката и народот и огромниот интерес што вечерва дојдовте. Не го сваќам ова како мој успех, туку успех на гледачите и на народот, бидејќи нив им го покажувате должното внимание. Многу теми имаме. Може ќе скокаме од тема на тема и не простете ми и вие и гледачите затоа што навистина ми беше тешко сам да направам од неколку илјади прашања да направам концепт. Дозволете ми први да одиме со Министерството за внатрешни господин премиер, добро, веќе како разговарам илјадници прашања се спуштаат. Рете за 100 дена да поразговараме за она што го направивте, едно обширен ваше излагање, се она што не успеавте во комуникација со медиумите да го доискажете, па ви молел, како ги согледувате вие овие 100 дена? Добро, мислам дека оценката за тоа треба да ја дадат најмногу граѓаните. Според она што го видовме на анкетите, ако тие се некаков репер, постои едно чувство кај граѓаните дека релативно добро сме ги поминале овие 100 дена. Го препозна оној труд и енергија што ја дадовме во овие 100 дена и оној искрен и честен пристап што го имавме во работењето и фокусирањето да го оствариме тоа што го ветувавме и да работиме на ветувањата. Ние многу внимателно ветувавме и за многу работи се откажавме да не ги ветивме што може да ни донесат политички поени. Само за да не ни се случи ситуација, кога вака е како сега ќе дојдам кај вас
и ќе ми кажете, па Груевски, вие во програмата го ветивте тоа, а сега викате дека не можете да го направите. Господ знае, може да се случи некоја таква работа, нели, таков превид и така натаму, меѓутоа за сега гледаме дека сите работи што ги ветивме, побрзо или побавно, успеваме да ги туркаме и успеваме да ги придвижуваме, што воопшто не е лесно. Тоа не чини многу работа, многу енергија, огромен број на сати во денот работење, да не речем во ден ноќието. И гледам дека барем преку анкетите, а и вака што добивам одредени информации, граѓаните тоа го препознаваат. Меѓутоа, секогаш очекувањата се многу поголеми. И тој проблем е проблем со кој што се соочивме. Значи, очекувања. Ние и во текот на кампањата постојано говоревме дека не можеме да исполниме и да ги решиме сите проблеми. Но можеме да решиме многу проблеми. Јас им кажав, јас не можам да ви ги решам сите проблеми. Го барам вашиот глас, ви даваме програма, месец дена имавме пред кампања за програмата, да ги запознаеме граѓаните што имаме ние во нашата програма. Им кажавме, ова е тоа што ќе го направиме. Веројатно, ќе има и работи вон тоа што ќе ги направиме, позитивни. Меѓутоа, немојте да очекувате дека можеме да ги решиме сите ваши проблеми. Она што го ветуваме е дека ќе исполниме таа програма и дека ќе ветиме проблеми многу повеќе од колку што ветиле претходните влади. Меѓутоа, морам да ви кажам на работа дека колку повеќе тоа го говорев, толку повеќе расте очекувањата. Значи, колку повеќе јас се обидував да ги намалам очекувањата, тие повеќе растеа, затоа што луѓето препознаваа искреност и велеа, па добро, гледај, за разлика од многу други до сега, кои што ни викаа што год да отворевме уста за проблем, ќе ви го решиме, само гласајте за нас. Овој човек ни вика, не можам се да ви решам, и тоа конкретни работи кажував. Работи што ние не можеме да ги решиме, некои проблеми преку ноќ или за многу краток период, или воопшто. И таа искреност, и таа отвореност, со кој што сакав да ги донесам очекувањата на едно реално ниво, бидејќи чувствував уште во кампањата дека има нереални очекувања, практично резултираше со уште поголемо подигнување на очекувањата, затоа што луѓето препознаа некаква искреност што дотогаш не ја сретнувале и рекоа, прав е. Тој ни го кажува тоа што е реално го мисли. Дадовме се од себе во овие 100 дена. Направивме многу проекти во многу области. Гледам, опозицијата не критикува дека многу од нив не се поминати во парламент. И тоа ми покажува уште еднаш дека нивната агенда беше да ја кочат работата во парламентот, што е лошо. Да ги кочат реформите. Кочничари на реформите е лоша стратегија. Јас тоа го препознав, они тука се испуштија, они се обидуваа во повеќе наврати да ги кочат реформите, но се испуштија кога излегува на 100 дена и кажа, ај сега да изброиме од тие 50 кусур закони и толку проекти, колку поминале на парламент. И навистина парламент беа поминати малку. И тогаш видов дека они цело време битка воделе да поминат што помалку, значи долги дискусии, огромни паузи, ако нема 61-иот пратеник, ако го нема комплет сите ќе излезат од салата. И тога сватив дека дефинитивно тоа била стратегијата, кога на 100 дена главниот аргумент беше добро, во ред, вие сработевте во владата, ама не ви помина се во парламентот. А легално ли е владата да може така да работи и да го заобиколува парламентот во некои работи? Говорам за процедура. Значи, владата ги носи законите, измените на закони во владата, значи прво поминуваат на владина седница и потоа ги упатува на парламент. И парламентот треба да ги усвои, односно мнозинството во парламентот, и несомнено е дека ќе ги усвои, затоа што имаме парламентарно мнозинство. Меѓутоа, ако опозицијата креира предолги дискусии, да речеме само за еден закон, еден месец го блокира парламентот само за еден закон, законот за полиција. За полиција. За друг некое прашање, 2 недели ќе го блокираат. И автоматски се закучуваат. Ние имаме 10 пати повеќе закони поминато во владата отколку што има парламентот. Ни 7% колку што знам од она што ние го сработивме не е поминато во парламентот. Претупан е парламентот со закони и секој момент што може опозицијата да го искористи да закочи, го закочува. И тоа ми се чини една многу деструктивна политика. Но мојата работа јас и понатаму ќе ја вршам. Значи, јас вршев огромен притисок на министрите во овој период, ден порано ако може да ја завршат некоја работа, некој ветување и да решат некој проблем. И навистина во многу области успеавме во тоа. Успеавме дури порано од предвиденото законите во здравството да ги донесиме, да ги поминеме на влада, да ги подготвиме преходно, да ги направиме сите можни подготовки, да ги појдеме и сега чекаме да поминат во парламентот. Успеавме да донесиме ребаланс со кој што направивме многу
Многу остапки, односно многу дополнување. приоритети, нови За нови приоритети. земјоделството ви беше прво така. Не само за земјоделството, за многу работи, да речеме, од поважни до помалку важни, можеби, да речеме, за некого е најважно земјоделството. Таму за повеќе од 50% пораснаа средствата за земјоделците за оваа година. Практично сите средства за земјоделците беа потрошени за тутунот, затоа што луѓето не планирале пари за тутунот и кога виделе притисок, се што имале во буџетот ставиле за тутунот и за се друго беше скинато. А и за тутунот не беше доисплатено, оние 15 денари. Еве сега ги доисплаќаме оние 15 денари после ребаланс. Меѓутоа, освен за земјоделството, за многу други работи помалку или повеќе важни. Можам да споменам, еве, обезбедивме во просек по околу 5000 евра за манастирите. Еднократна помош, затоа што имаат проблем, немаат средства доволно. Обезбедивме и за одредени неколку џамии да им помогнеме. Обезбедивме средства за куп работи, сега не можам да се сетам на сите. Ги презентиравме за образование, за студентски стандард, за навистина за многу проекти кои што мораше да се исплатат. И што е најтрагично, обезбедивме пари, мислам најтрагично што се случило тоа, за огромни долгови што ни ги остави претходната власт. Огромни долгови. Владата беше блокирана 2 месеци. Ние 2 месеци работевме со блокирана сметка. Половина од министерствата во владата беа без струја кога дојдовме, или околу половина, не ме фаќате за збор. Не знам, у финансии еден дел исклучено струја, во друго министерство исклучено струја, блокирани сметки на неколку болници. Битолската болница, Тетово, не знам уште каде. Значи, една катастрофална финансиска ситуација и тоа моравме исто така да го исправаме со ребаланс. Огромен дел од парите дадовме за плаќање на старите долгови. Океј, тоа е македонската политика, веројатно затоа и падна овој власт на крајот на криштата. Така што се концентрирахме на многу работи, се концентрирахме во областа на културата, во областа на економијата, ги намаливме даноците, односно ги поминавме законите за намалување на даноци, откако ја поминавме процедурата на преговори со ММФ и сега тие чекаат на гласање во парламентот. Во економијата, во Министерството за економија исто така неколку закони, да кажеме, се ослободи работното време на дуќаните да можат колку и кога сакаат да работат, освен оние што се во стамбени згради, на кои што им е ограничено од 6 сабајле до 24 часот навечер, сите други можат сами да си го креираат работното време, само што треба да го пријават до инспекциите, да кажат нашето работно време е од толку до толку и во тој период да мора да се достапни за инспекциите. Значи, скоро да нема министерство каде што немаше крупни промени, крупни зафати и навистина владата работеше макотрпно, но јас не верувам дека сум презадоволен од тоа. Не можам да бидам презадоволен додека граѓаните не почувствуваат многу подобро живење, а за тоа треба малку повеќе време. Значи не можам да кажам, јас сум многу среќен, многу задоволен, се мачевме, работевме, ама еве го сега, толку и толку успеавме. Ние ќе бидеме задоволни после X години, после неколку години, кога како резултат на овие промени, како резултат на оваа работа, полека ќе почне да се чувствува помеѓу граѓаните нешто позитивно. И тогаш можеме да кажеме дека сме задоволни. И она што сакам да го кажам е дека секогаш може и повеќе. Веројатно и во овие 100 дена можеше повеќе од колку што направивме. Веројатно многу работи можеше побрзо или на малку поинаков начин, но генерално земено, ако ја погледнеме големата слика, ако ги сврлиме некои ситни грешки, пропусти и така натаму, ќе видиме дека имавме период 100 дена во кој што завршивме толку многу проекти крупни, што кога тие ќе поминат на парламент, можеме да ги споредиме со 4 години на СДСМ. Може би ова нескромно, но тоа е моето мислење, граѓаните нека пресудат дали сум во право или не. Колку реформи СДСМ, ДУИ и ЕВДП има во претходните 4 години, може да се избројат на прсти од она што се направи во овие 100 дена. Дали сакате третиот мобилен оператор, што 4 години чекаше, само се зборуваше, ќе биде, еве го успеавме и со Европската унија да најдеме заеднички јазик, како да го објавиме, и Агенцијата за телекомуникации на крајот по одредени турбуленции сепак да го објави конкурсот за трет мобилен оператор. Успеавме да го намалиме ДДВ-то за земјоделците од 18 на 5% и тоа беше прва одлука на првата владина седница. Прва точка на дневен ред. Во историјата на оваа влада ќе влезе дека прва точка на дневен ред беше едно од поголемите ветувања што го дадовме на земјоделците, ДДВ-то. Јас се сеќавам кога го поминавме на влада, пред да биде поминато на парламент, слушав на телевизија во вестите коментари на земјоделците, вика, што знам, ова не ни се верува. Ајде да видим, дали ќе биде.
Јас навистина ги разбирам нив, затоа што не им се веруваше дека првата точка на владата, која ќе седне на стол, значи на маса на седница на влада, дека првата точка ќе биде одлуката за намалување на ДДВ на земјоделците заради ништо друго, туку заради тоа што тоа им го ветивме. Одевме од село у село и им викавме. Тоа и тоа не можеме да го ветиме. Знам, и го кажав ти. А ова можеме да го ветиме. Да, го кажав и кај вас, точно, но вашата емисија е нели повеќе урбана. Ние тоа го говорихме во селата. Така што во повеќе области, јас сега нема да ги набрам сите, веројатно уз разговор ќе дојдат многу од нив беа и објаснети во периодот на студена, навистина направивме еден сериозно придвижување. Истовремено отворивме и сериозна борба против мафијата, против криминалот, против корупцијата. Тоа се види и со тутунската мафија, тоа се види и со урбаната мафија, тоа се гледа и со други криминални структури кои што дојдоа на удар на властите затоа што правели криминал, и тоа го констатира и судовите, веќе кај некој од нив гледате за месец или два имаме и пресуда за одредени личности од урбаната мафија. Не само што почнаа да се рушат неисправно и незаконски изградени објекти, и тоа не било кој, туку токму тие каде што беше очигледно дека има сериозни криминални активности. Ние не почнавме од Маџар Мао да го рушиме. Ние почнавме од Кинески зид, таму УПА, како се вика, во кисела вода згради кои што бесправно граделе и на други места, така што се сутривме директно во чело со криминалот. И тоа воопшто не е лесна работа, јас сега го почувствував и на свој грб. Отпор колку сакате. Но да не зборам вака како монолог, веројатно во текот на разговорот ќе имаме можност да поразговараме за сите покрупни работи што ги направивме во овој период, и за третиот мобилен оператор, и за ДДВ-то за земјоделците, и за тоа што дадовме во буџетот многу пари за земјоделците, па опозицијата ни критикува дека сме биле селанско-земјоделска влада со црковно-традиционалистичка ориентација. Многу зборови со цртички ставени. Да, тоа беше изјава на Никола Поповски, ако не се лажам. Некако делува и... Тоа мене повеќе вака како комплимент ми дојде, да ви кажам искрено. Океј, ние сме тоа. Да, ние сакаме да им помогнеме на земјоделците, огромна популација во Македонија преживува тоа. Имаме позитивен став кон црквата, што можеме да помагаме, ќе помагаме. Значи, покажавме една различност од тоа што беше до сега. Не значи дека сме идеални. Има многу грешки и ќе ги има. Сега тука е важен пристапот како ќе биде. Кога ќе има грешка, каков ќе биде односот на премиерот, каков ќе биде односот на министрите. Дали ќе оставиме времето да го однеси тоа или ќе ги решаваме проблемите и ќе ги исправаме грешките. Инаку секој што работи греши. Ќе видите кај нас доправа ќе дојдат грешки, промашувања, афери и така натаму. Тоа е нормална работа. Луѓето ќе се жалат, ќе се бунат, но тука е важно. Дали како преходно ќе се поминува така. Никој да не слуша кој народот што збори, да се истераат некои лични интереси, или ќе се има сериозен пристап и да се направи грешка, ќе се направи исправка на грешката и евентуално санкција ако таа била намерно направена. Тоа е следниот предизвик со кој што ние треба да се соочиме и да покажеме зрелост во тој план. Така што за кои министерство да зборуваме, навистина има многу проекти за кои што можеме да разговараме, но еве да не одам ред по ред за сите министерства. Имавме отворена седница на владата, имавме 4 часовна дебата во државната национална телевизија, имаше и одредени спотови заради транспарентност, така што неколку во разговорот навистина ќе има можност да ги дискутираме сите работи. Вака, ја прво би ве прашал, зошто тргнавте со популарни мерки? Дали е тоа од популистички причини или се сосема некои други причините? Зошто не тргнавте, например, како што секоја власт која ќе дојде, првите денови, нели, бидејќи е се моќна, бидејќи рейтингот паднал или се качил, ништо не значи, има време до следните локални избори. Зошто не почнавте први со непопуларни мерки, како што тоа обично го прават? Значи, да се расчисти со оние картови од непријателот, нели, од претходната влада, остатоци, да се најтешките криминалци, апсења, рушења и така натаму. Кај вас овие работи дојда многу подоцна
почнаа да се случуваат, нели, така наречени непопуларни мерки. Ме интересира како политичар, сепак сте политичар пред се, иако сте економиста и така натаму, зошто ваков пристап? Зошто позитивен? Ке ви го забораат за 2 години. Овој народ покажува кратка памет или може би јас се лажам. Не се согласувам со вас. Добро? Моето искуство покажува нешто различно. Јас така работив во Министерство за финансии. Така. Сите работи што може да ги направам што порано, ги правев што порано. И луѓето тоа го препознаа како позитивно. Така. Луѓето не се толку, ајде да употребам некој збор, не се тие воопшто не се прости како што некој си мисли, дека може да ги манипулира. Така. Ајде 3 години ќе правиме глупости, ќе правиме што сакаме, И четвртата ќе ветуваме ќе си ги седиме нашите работи, а четвртата година ќе се растрчаме, ќе ветуваме, ќе сечиме ленти и така натаму. Јас таа теорија не ја прифаќам, може би е контрадикторна на некои други теории, Добро. кои што може би некогаш били успешни, меѓутоа јас не можам така да работам. И ми беше чудно кога опозицијата излезе со став во првите 3-40 дена, дека најверојатно ние спремаме превремени избори, штом толку позитивни работи правиме на почетокот. Тоа не се популистички работи. Тоа се позитивни работи. Предвремени избори. Популистичко, знаете што е сега? На некоја група да ја поделите пари без везе така. Така. Еве, да не штрајкува, па ќе даеме пари, а нема право. Така. Тоа се популистички работи. Ова се позитивни работи, кои што ние ги ветивме. Ние дојдовме на власт да правиме позитивни работи. Може би некојаш работите ќе изгледаат и негативно, но тука сме да објасниме зошто го правиме тоа и што е позитивизмот од тоа. И ова што го кажавте со спроведувањето на законот кај незаконски изградени објекти, тоа најде на голема подршка од граѓаните. Огромна. Јас не знаев како ќе биде, но на крајот видов дека граѓаните ни даваат голема подршка, на нив им е преку глава од такви, Може да ви ја од такви пренесам, мафијаши. да ви пренесам од нив као позитивното, пред да почнем со негативното. Они ви рекоа, срушете го кинескиот зид, доживотно ќе ве гласам. Ама срушете го до темел. Не, Цигла на цигла да не остане. ние не можеме така да функционираме. Јасно ми е мене. Ке не гласат, не гласат. Ако не гласат, да сме здрави и живи, ќе дојдат некои други, па нека видат, нека направат споредно. Но ние мораме да работиме не го само со ставајте закон. акцентот на гласање. Да. Ставајте го на она што ги боли. Бидејќи, знаете како, овој народ, ја како го доживувам, би истрпел и сиромаштија. Неправдата поише го боли него гладот. Верувате ми, кога би се почувствувале они дека тие богати мафијаши не се недопирливи, дека стварно нивните злодела ете така гради од што му се може, затоа што успеал, затоа што има врски, затоа што подкупил градоначалник, општинари, така натаму, да го видиш не само него во затвор, да ги видиш и сите други притворени и објектот срушен. Тоа е она потребата да се види правда. Овој народ е жеден за правда. 15 години чувствува неправда. Он бара некаква правдина. Затоа имате толку позитивни. Но, ако застанете и останете на ова, ќе биде по-лошо него да сте го почнале. Не, нема да биде полошо, бидејќи почнавме и нема да застанеме. Тоа е поентата. Така што, да, многу луѓе сега следниот коментар е тој што го слушам, да не е ова само некој почеток така. Значи, се уште не се верува на луѓето дека може да дојде гарнитура која што ќе работи не сме имале до сега. совесно така. и посветено. Ние работиме на вистина посветено. Значи, сега не верувам не правиме грешки. Правиме и ќе правиме грешки. Како ги построивте своите да работат така? Мислам дека со собствен пример. Мислам дека е тоа, прашате ги нив. Но со собствен пример и со едно менаџерско работење во владата. Менаџерски систем. Да, тоа е тоа технократизмот што ми го припишува како негатива. Јас мислам дека тоа е позитива. Така. Значи, во таа област мислам ја дека е позитивно. некои ми припишуваат премногу микроменаџирање. Затоа што во сите министерства ги знам поважните проекти, знам докаде се во секој момент и секој задоснување ги предупредува министрите. Зборам за посериозните, поважните проекти. Сега некои ситници може да не знам, но споредувајќи ми со многу други мои преходници, велат дека премногу, некои дури од дипломатите ми го кажаа тоа, дури како забелешка, све е окей, ама премногу имаш микроменаџирање. Тоа е точно и мислам дека тоа е добро. Јас им кажав, тоа е мој стил и до сега дал добри резултати и мислам дека и понатаму ќе даде. Јас имам секој втори или трет ден, попладне, по 3 до 4 сати состанок со секој министерство оддел. Од кога почнува работниот ден за вас? Па
9,5, 10, 10,5 тука некаде. Да, и доколку трае? Па трае до најрано до 1. До 1. Некогаш и до 3. И ги држите на вистина и за викенди за работа? Па да, мора. Ако си ја завршите Знаете зашто се смеам? нема да ги држам, ама сега пошто имаме многу ветено, мораме да го оствариме тоа. Сватите го сериозно, ама со смеа ви го кажувам. Може да се соочите со сериозен проблем дека ги кршите работничките права. Се шегувам. Ова е како една позитивна шега, бидејќи нели не сме навикнати. Знаете што многу долго немало таков ангажман. И работите се останати, насобрани се. Има многу што треба да се заврши. Иначе јас сакам да си одам дома у 4 сата, у 5 сата, многу убава работа, меѓутоа морам да завршам, да не го загубам образот пред луѓето. Јас сум дал збор за некои работи. Тоа не е мала работа. Утре да не бидам политичар, важно ви бидам, па како не ми е важно? Важен ви е образот? Па тама работа како може да не. Затоа што знаете што, научени сме политичарите да бидат ѓон во образите. Прво, ако сакам и понатаму да се занимавам со политика, тоа е многу важно. Второ, ако не сакам да се занимавам политика, ќе треба со нешто друго да се занимавам, така? Со бизнис, со не знам, менаџерство, со трето, со четврто, Господ знае што ќе дојде. Меѓутоа, каде и да работите? Личниот авторитет, имидж и образ се многу важни. Еве, да речеме, ќе отидам и ќе работам во некоја банка или во некоја фирма. Како ќе ме гледаат мене луѓето ако јас сега лажам? Овој народ очекува дека некој што бил премиер има доволно заработено како премиер да ќе си купи банка утре. Добро, такви се стандардите. Ние имаме изопачени слики за луѓето. И сега тука е чудното кај народот. Тука се збунити зошто толку работа, зошто толку брзо ги исполнуваат ветувањата. Што кажа исполнија во овој период? Ние конкретно кажавме, ние не викаме абстрактни работи, кажеме тоа и тоа ќе го направиме, ова не ви го ветуваме. Една од најголемите критики што ги добивте, ја барем сакам ова да го потенцирам. Околу стилот на работење. Значи јас кажав дека така стартував и во финансии. Во првите 3 месеци го донесовме законот за денационализација. Во првите 3 месеци го донесовме законот со кој што ги вративме старите заробени девизи. Во првите 3 месеци не се сеќавам се уште неколку крупни проекти. Случајно се погоди, затоа што имаше многу поважни работи претходно. Овие на пример беа поважни работи. Во последната година, во изборната година го носевме проектот фискализација за кој што ми се собираа пред министерство неколку илјади трговци, маваа со што ќе стигнат со најпогредни зборови во изборна година. Затоа што мислев дека тоа е добро, тоа е позитивно, независно што изборна година ќе го направиме. А сега сите ќе се согласат дека фискализацијата е позитивна работа. Сега фискализацијата ми ја припишуваат како многу крупна работа дека сум направил, да. И добивте признание. У финансии со јајца, со камења, со што ќе стигнат? Добро, и опозицијата ме работеше. Се сеќавам 1000 луѓе, можда не 1000, 200-300 луѓе ме пречека со викање, со поградни зборови. Осетија дека е пред избори, осетија дека може да притиснат, опозицијата ги подбосна. Луѓето кој разбра, кој не разбра за што се работи. Сега викаат ова многу добра работа, од цел свет го има и така натаму, секоја чест ми го припишуваат најпозитивните работи што сум ги направил, но тогаш требаше некој да го издржи тоа. И тоа не го правев у првите 2 месеци кога станав министер финансии, затоа што тогаш имав поприоритетни работи. Тогаш беше важно да се врати денационализацијата, да се вратат парите од старите заробени девизи, да се направат крупни реформи во финансиите, да се воведи ДДВ-то, тоа го испуштив исто во првите 3-4 месеци го воведовме ДДВ-то. Тоа е тој стил, значи, одиме од приоритетите. Дали се некои помалку популарни или повеќе популарни, тоа не го гледаме на таков начин. Гледаме што е најитно и најважно сега да се направи. И што може да се направи сега. Некои работи па не може сега веднаш да се направи, треба малку време. Она што беше како критика, очигледно стварно ги фативте опозицијата без гард едноставно, а и они имаат собствени проблеми, нели, заради лошото владење претходно, они ќе си имаат еден период сигурно на консолидирање, нови сили се очекуваат од таму, бидејќи јас сметам дека добро е за демократијата на една земја да има добра, здрава опозиција. Бидејќи ако опозицијата не чини, мене тоа ме плаши искрено, затоа што секоја власт има тенденција да се корумпира. Тоа е природен процес кој ќе ви одзема многу енергија, наместо да ги правите позитивните работи, да се борите со сопствените редови, да ги одржите дисциплината. Оно што ви го извадија како
ја ви барам едно објаснување, ќе поврза неколку работи. Маргинално е. Но толку беше гласно, ја не можам да го одбегнам, господин премиер. Тоа е кампањата што одеше по медиуми за 100 дена. Значи, зошто е одело кампања, зошто е плаќано, така натаму. Шпиц искача со соопштение дека они се народе, откако заврши кампањата, ја објавија, предпоставам и наплатија се искача со соопштение дека они више владини кампањи нема да објавуваат и така натаму, дека тоа не е во ред и па ме интересира еден ваш коментар околу целава оваа работа во врска со тоа колку се оправдани критиките за една ваква кампања и дали и друг пат ќе правите вака после сите овие реакции. Добро, знаете што ние што год да направиме, само и опозицијата ќе реагира ако тоа е природна работа, нормално. Добро. Така што ние не можеме според тоа да се ориентираме, треба да гледаме што е добро, што не е добро. Ние ценевме дека после 100 дена треба народот да биде информиран што сме работиле и што од тоа што сме го ветиле сме го веќе завршиле, а тоа што не сме го завршиле не можеме да се пофалиме со тоа. И одлучивме во еден период од околу 5 дена, значи тука не може да стане збор за кампања. Кампања е нешто што трае така 5 дена траеш, месец дена, 2 месеци, 3 месеци, тоа е кампања. Ова траеше околу 5 дена. Информација до граѓаните заради транспарентност на работење на владата, што е сработено од ветеното. Затоа што и тоа влијае на духот на граѓаните, затоа што тие гледаат, кога гледаат дека нешто позитивно се случува, се враќа надежта. А надежта и позитивниот дух е многу битен за понатаму, за влегување во костреш со понатамошните искушенија и реформи. И ние сметавме дека како што многу држави и многу влади го прават тоа, дека треба во тие 5 дена да ги информираме граѓаните што е тоа што го сработивме ние. Тоа дека на сама нема да му се допаѓа, знаеме, затоа што тие толку како што кажав во 4 години сработиле и нормално е дека ќе реагираат. Да, но критиката е дека нашата цел беше дека ние мора да бидеме транспарентна влада. Ама дека се тоа трошени буџетски пари. Па нешто мора да се потроши. Тоа е нормално сега. Дали беа големи тие средства? Па мислам дека не, јас немам точната пресметка, меѓутоа мислам дека не е некој посебен трошок. Добро. Се обидовме да добиеме дисконти кај што можеме, добивме некои дисконти во телевизиите и така натаму. Мислам дека не се работи за некои ние какви трошоци сме имале порано за глупости во минатото. Да. Ако ги извадиме зашто се трошиле пари, зашто се Ајде да се задржиме на тоа. Така. Ајде да се задржиме на тоа. Милиони евра се одлеани у тие шверцови. Зашто? Па ки за работите сега, еве, со цигарите земете. Така. Можете да предпоставите колка би било едно поминување на еден камион преку граница. Колку е оштетен буџетот. Еден камион да помине со цигари е 5 кампањи како ние што спроведовме. Сега е значено сменета ситуацијата. Значи сега може да се случи некој да помине, ама тоа не е организирано. Сега веќе има силна контрола, има политичка волја која што е наспроти, која што се спротивставува на криминалот и корупцијата. Политичка волја. Што е мотивира таа политичка волја, господин премиер? Успех на државата, успех во работата. Ама нашата работа е да ја подобриме ситуацијата во државата. Добро, да се подобри ситуацијата. Нема крај. Ама платата не е зголемена, социјалата не е зголемена. Тој успех, ако е у овие 3 месеца успеете цариникот да биде доблесен и да ја врши работата, веќе 4-тиот месец кога ќе му пристигнат сметките, он лесно ќе биде подложен повторно на корупција. Платите не им се кренат и на минимални плати. Кога ние ќе ги почувствуваме? Кој на минимални плати? Цариниците? Не, зборам, се извинувам. Значи, зборам општо, не се доискажувам, се извинувам и на вас и на некој луѓе има на минимални. Значи, има на минимални приходи, зборам дека во јавната администрација и тие не се некои големи пари од кои може комотно да се живе, а секогаш, нели, ниската плата е секогаш, тој што има ниска плата е подложен на корупција. Јанко вака, платите во Македонија од 94-та година до денес се замрзнати со исклучок на едно покачување во државната администрација што го направивме во 2002 година. Токму тоа. Зошто е тоа така и кога ќе почнеме да ги топиме ледените капи? За да се зголемат платите и да почне реално да расти стандардот, потребно е да влезат повеќе инвестиции. Значи, тоа е реална економија. Мора да влезат повеќе инвестиции. За влезат повеќе инвестиции, потребно е да направите подготовка и добра бизнес клима, да спречите корупција, да спречите криминал,
да спречите едни луѓе да добиваат нешто заради тоа што политички се познаваат со некои, а други да не може да го добијат тоа. Да донесете инвеститори кои што ќе плаќаат пониски даноци. Да создадете подобра бизнис клима во државата. Да ги скратите бюрократските процедури, проект кој што ние го започнуваме сега, ова регулаторна гилотина, проектот што го започнавме, што рековме дека во рок од 6 до 9 месеци ќе го завршиме. Значи, вие треба да направите куп мерки со кои што инвеститорите ќе се чувствуваат подобро. И ако се чувствуваат подобро и посигурно и чувствуваат дека ќе може да направат повеќе бизнис, тие ќе го направат. И кога тие ќе инвестираат, ќе се отворат нови работни места. Нема друг начин. Сте чуле вие за некој друг начин? Јас едно време слушав, не знам, оваа држава, онаа држава, Тајван, Мајван, се тоа пропадна. Сите економисти во светот го кажуваат дека тоа е единствениот пат. Подобрување на општата економска слика во државата, правната слика, реформи во судството, да нема таму криминал, да нема корупција, реформи во здравството, реформи во царината, реформи во даночната управа, либерализација на телекомуникациите, либерализација на и ред други работи што сега ги правиме. Од што попрво да ве прашам? Од што попрво да ве прашам? Еве искрено ви кажам. И само да завршам. Дајте. Тоа треба да се случи за да после почнат да доаѓаат инвеститори. И ние тоа го правиме, точно на тоа работиме. Точно на тоа работиме. Но јас кажував и пред изборите дека не можеме да ветиме успеси за неколку месеци. Да бидеме искрени, може да ги извадите снимките, јас можам да ги извадам. Ние кажавме, не очекувајте промена на вашите животи за еден месец, 2 или 5. Овие зборови, значи јас сум истиот со истите зборови. Тоа го кажав и во вашата емисија, веројатно. Да. Каде одев, тоа го кажав. Го кажавте. Ке треба најмалку година дена за да се придвижат работите. И луѓето ми ја дадоа таа доверба на база на тоа што го кажав. И сигурен сум дека тие не очекуваат дека ќе биде поинаку. Значи, најмалку година дена треба да има за малце да малку да помагат, не многу, малку да помагат работите. Знаете што, мораме да бидеме искрени. Нема лажење тука. Јас кажав и тогаш кога бев. Не можеме да се лажиме. Да им кажам, ајде сега за 2-3 месеци ќе видите, ќе тргне. Идеме, ај ќе забораат луѓето што сум зборувал оваа вечер за 2-3 месеци. Нема лажење. Ние ќе се погледнеме во очи на следни избори и потоа и не само на избори, на емисии вакви какви што се овие. Сега се гледаме ме гледаат граѓаните во очи ме. Вие ме гледате во очи. Нема лажење тука. 15 години е заостаната економијата. 15 години, особено во некои делови од тие години, сме имале страшни закочувања. Погледнете што се случило од 92 до 98. Јас сега бранев магистерски труд на таа тема, па свечи ми се бројките. Во Македонија, во Македонија од 92 до 98 влегле само 75 милиони долари странски директни инвестиции. Зар влегува поише последниве 4 години? Влегува од 2000 година веќе има предвижување. Само во 2000 година има 175 милиони долари странски директни инвестиции. Во 2001 многу повеќе од тоа, иако беше воена година. Потоа има мало намалување, па пак сега има прогрес во последниот период. Затоа ли во тој период, иако имавме и војна, осетивме, ја ќе Знаете ви кажам, значи... народот ќе ви кажам, не можам да зборам од името на бизнисмени и така натаму, можам од името на моите гледачи само да говорам. Почувствувавме што се вика паричка во джебот. Имаше, се работеше, значи ние што си работевме некои мали и средни бизниси и така натаму, имаше, се движеа, значи масата на пари ја чувствувавме, имаше плаќања, не се закочуваше и после што се случи, нормално трак, се затнаа сите чешми, нема сите славини, мора да се штеди, мора жртва. Народот више не може што жртва. Единствено што ви кажам дека не можете да побарате, овој народ више што да се жртвува. Што повеќе да истрпи овој народ? Ама ние што бараме да жртвува сега? Не бараме да жртвува. Ние тоа што го кажеме, тоа го правиме. Затоа очекуваме, затоа реално очекуваме, конечно и затоа ви дадовме власта, да конечно ние почувствуваме тоа. Почувствуваме подобрување од сите аспекти. Океј, кажувате, година дена најмалце ќе треба. За малку од малку да се придвижат работите. Не верувам дека чудо ќе биде за година. Со вакво темпо на работење. Со вакво темпо. Нон-стоп вакво темпо. Странски инвестиции. Да. Странски инвестиции. Оваа година ќе биде, дали ќе биде можеби единствената година во која зборам, значи 2006 која ќе биде со најминимален број на инвестиции до сега. Па треба да ги видиме бројките колку ќе биде. Веројатно ќе биде една од послабите затоа што првите
6 месеци, 7, па и веројатно и 8 и 9 месеци, Ништо нема. многу малку. Катастрофални беа резултатите. Да. Мислам дека ќе заврши многу слабо годината. И тоа странски инвеститор кој ќе види, чекај да видам како е слабо. Инвеститорите чекаат да видат што ќе се случи во политиката, бидејќи видоа дека има преходно имаше прилично влада од која што не беа задоволни. Така. Постојано ветуваше, не исполнуваше договори во 4 очи за земјишта, Јасно ми е. привилегии за одредени и се повлекоа. Кажете ми, Така што- што е потребно за да се привлече странски инвеститор? Борба, корупција, ово, оне, све тоа го знаеме. Но што е она што му е нему показател дека он може да влезе? Јас знам по некои, мои лаички гледања, дека он кој ќе дојде на аеродром, прво што треба да види билборд, Макдоналдс, Кока-кола, значи неколку странски брендови интернационални кои се на некој начин и покажуваат клима дека тука има, дека ова не е Северна Кореја. Сега вие кажавте едно сегментче од потребните работи. Така. Не е важно Од вас дали очекувам повеќе важно повеќе. или помалку важно, но тоа е сегментче важно. Тоа некои го нарекуваат капитал односи капитал. И често пати има примери дека земјите кога донеле крупна компанија, овие земји во развој неразвиени како ние, кога донеле крупна компанија, таа компанија привлекла други. Да речеме, ирската влада 10 години преговарала со Intel, меѓутоа успеале да ги донесат. И по Intel доаѓаат Cisco, IBM, еден куп крупни имиња. Меѓутоа, ви велам 10 години преговарале, не де Боже ние да треба 10 години да преговараме, 6 влади ќе паднат до тогаш, нели така работа. Така што една од работите е и тоа. Носењето на крупен играч на меѓународниот терен на инвеститори може да биде сигнал за инвеститорите дека тоа може да е добра локација за инвестиции. Имате ли идеја кој би бил тој таков инвеститор кој би ја направил тој голем? Морам да ви кажам дека имаме неколку крупни заинтересирани. Да чуjem. Меѓутоа, нема да се разликувам по ништо од претходната влада и од мојот претходник, ако ги кажам пред да бидат. Аха. И токму заради тоа, имаме со многу од нив многу разговори. Меѓутоа, мислам дека барем додека не влезат во една сигурна фаза, Добро. не е добро да ги објавуваме. Знаете, вие постојано ни кажува и правеа фешти во минатите година 2 и 4 би рекол, од некој ако дојдеше да го посети премиерот, некоја крупна компанија и да покаже општ интерес. И онда се викаа сите новинари во кабинетот на премиерот да уснимат нели 2 минути да земат снимка за да вечерта оди на вести. Па едно недела дена се збореше две за таа компанија дека ќе дојде, волку ќе инвестира, толку, колку е јака, колку вработува и така натаму. И мислам дека тоа после раѓаше многу големи разочарувања. Прво се гледа несериозност кај владата од очите на инвеститорите. Ако некој инвеститор дошол да разговара со премиерот и вие во истиот секунд му внесете 20 камери и вечерта и наредните 10 дена зборат за него, а тој абер нема, или само се интересира, може би ќе влезе, може би на друго место, тогаш тој си вика, овие несериозни овие. Само што влегов од аеродром ме чекаа со 20 камери, тоа не е добро. Тоа дефинитивно е лош пристап и ние имаме друг пристап. Разговараме со нив, кога ќе дојде во посериозна фаза, тоа не е лошо, тоа е позитивно, така, не е тоа нешто да криеме, па не е транспарентно. Добро, Обично може ли бар да ми кажете... Обично инвеститорите имаат неколку алтернативи. Еве да кажем има сега една крупна компанија од Англија. Добро. Можеби повеќе кажам од колку што треба, од делот на производство на автоделови, значи мултинационална компанија. Тоа ме интересираше што би било на пример, дали тоа би била врвна електроника, нели која што можна уште овој месец да донесе одлука да инвестира во една од 3 земји. Една од нив е од 2004 година влезена во Европска унија, другите две сме надвор од Европската унија. И се многу близко до одлука, меѓутоа ако ги кажеме однапред, несериозно е. Пред нив сме несериозни. Затоа и не доаѓаат, затоа што гледаат циркузи. Ќе дојдат у земјата и владата 2 недели збори како да веќе донеле одлука. Тоа е едно. Второ, што ако не дојдат? Утре ќе ми речат панелите избореше тој ќе дојде. Пупу не се важи. Пупу не се важи, значи треба да се изработат работите и кога ќе се изработат да се представат. Тоа се позитивни работи, тоа не се негативни па нешто да криеме. Што е убавите работи треба да се скокне па да се каже. Бурет, но што е по вас,
Ирска сметала дека врвната електроника, производство на процесори Intel да ги принесе, што е можеби најврвната технологија, најразвиената технологија воопшто, која бара услови кои се можеме цела емисија само да говориме, какви услови на производство бара во вакуум, во апсолутно чисти простори и така натаму. Се работи за следно. Што мислите? Што е тоа клучно од инвеститор странски што би требало да дојде во Македонија, од која област да биде тоа? По ваши сознанија, значи не зборам во на што преговарате. Што мислите, што би било лутрија за Македонија да го имаме како странски инвеститор и да ни биде прво за нас позитивно, нели, а ќе биде нели позитивно, а друго и таа приказна да се шири на секаде. Сигурно не е за нас добро да дојде Intel. Затоа што ние ако ни дојде Intel, ќе зезнеме работата. Ние немаме инфраструктура, за Intel. Немаме ирското чудо се заснива на високо Јанко, тој е отсутство на самодовела. Не. Зборам многу класични работи. А може би работи. нормално после 15 години глупости у државата, може би нормално тоа што. Не е дефетизам, господине премиер, верувајте ми. Но затоа ќе се согласам дека ние можеби би биле добри. Би била добра кај нас, можеби кинеската приказна, Шрафцигер индустрија, многу чиста, многу едноставна, многу носи заработувачка. У безцарински зони шрафи телевизори, плазми, шрафи компјутери, шрафи. Дозволите ми тука да дадам мој коментар. И уште едно. Да? Ние за 15 години не видовме банка бренд нейм у Македонија. Точно. Освен Deutsche Telekom, односно нели Матав што го купи Телекомот, скоро да нема други. Еве сега овие Евана што дојдоа, ама тие се пак регионални, не се мултинационални. Само Deutsche Telekom мислам дека е мултинационална компанија со инвестицијата во Телекомот. И таа е дојдена во монополска ситуација. Значи не е Greenfield инвестиција да изгради фабрика од тебел, нели? Така. За првото ваше прашање околу тоа кои сектори треба да се таргетираат. Јас и на професор одговарав на ова прашање, значи менторот ми го постави прашањето. Благодарам за комплиментот. Поставите речиси исто прашање што професорот ми го постави на логично е, многу е. Да. Верувајте ми дека е најлогично. И од прилика ќе го дадам истиот одговор што го дадов и таму. Таму поминав кај вас, не знам како ќе биде. Кај мене не е проблем. Кај публиката, кај народот. Да чуеме, стварно значи, не интересира тоа. Ние во моментот имаме неколку индустрии кои што се малку од малку развиени. Така. Тоа е челичната индустрија, текстилната индустрија, до некаде прехранбената и до некаде хемиската. Ама и ова не е нешто многу крупно, така, малку од малку што може да се одвојат од другите. На долго гледано, ако ние се фокусираме само на челичната, текстилната и хемиската, се чини дека тоа е трагично за Македонија. Тоа се трудоинтензивни, што значи ние ќе се осудиме само за инвеститори кои што ќе доаѓаат и ќе вработуваат луѓе за 6000 денари плата. Мојата визија не може да биде таква. Може би за краток, среден рок мораме така. Нема избор. Тоа е населението. Тоа е едукативната структура. Добро. 53% во Македонија се со основно и помалку од основно образование. Така. Значи повише од пола од граѓаните имаат или основно или помалку од. И немаме квалификувана работна сила, де факто. На факто. краток и среден рок гледано, тоа е ситуацијата. Не може да ги смените некои работи едноставно. Меѓутоа, што правиме сега ние во моментот? Ние гледаме и на краток и среден рок, меѓутоа гледаме и на долг рок. Откако ги направивме основните промени што треба да ги подобрат условите за инвеститорите, намалувањето на даноците и сега ги започнахме бюрократските реформи, процедури и се разбира судските реформи. Ова се само дел од работите. Ние во јануари одиме со една предкампања или некоја вика тизинг, тоа за голицнување, значи тизер, добро. Да, која што треба да ни даде ориентир за понатаму во кој дел има најголем интерес за Македонија. Тоа значи дека во 20 или повеќе држави, добро, во најтиражните весници ќе ги објавиме најатрактивните работи за инвестирање во Македонија. И тоа ќе оди 6 дена од прилика во најтиражните весници во Германија, Швајцарија. Значи принт кампања ќе биде пред се. Принт кампања, да. Така. Во Британија, во Белгија, во Америка, во
Така, не е важно. Так, Значи, добро. Поголемиот дел се во Европска унија, но има и некој надвор. Русија, Америка, Јужна Кореја и така. А виза, снимање од авион, Македонија, реки, планини и тоа пуштање на CNN више нема Сега да... не, имам друг одговор за тоа ако може. Така што тоа е за туризмот поврзано, за имиџот и за тоа имаме посебен програм и стратегија. Така што одиме со тоа, не очекуваме дека откако ќе ги прочитаат дека имаме толку ниски даноци дека сите ќе дојдат одеднаш во Македонија, очекуваме интерес. Очекуваме јавување, очекуваме доаѓања, интерес и така натаму. И тука веќе ќе се види каде ние можеме да се таргетираме во иднина. Тоа е едно. Второ, заедно со Мајк Зафировски и со програмата 2025, која што јавно ја најавивме со неговото одење во Скопје, одиме и на правење стратегија за тоа во кои сектори во наредните 20 години Македонија треба да ги фокусира парите, скудните средства што ги имаме во буџетот за да таргетираме инвеститори. Тие на нивни трошок, групацијата што ја предводи Мајк Зафировски, тоа е помош за државата. Сакам да му се заблагодарам за тоа. Со Џон Битов заедно, синовите на Џон Битов и поголема група од македонската диаспора ќе платат Мекензи, една од најпознатите консултантски куќи во светот, која што ќе изработи студија за тоа во кој правец треба владата и владите понатаму да се концентрираат и таа ќе имаме до април месец. Значи март, април ќе имаме таа стратегија. Во меѓувреме, ние ќе тргнеме со тизингот и двата министри што се задолжени за странски инвестиции ќе поминат 7-8 држави, ќе поминат по една недела во тие држави и ќе одат во таргетирани компании. Така. По неколку месеци ќе можеме да видиме каде треба најмногу да се концентрираме. Знаете, Ирска на почетокот, тоа го имам и во мојот труд. Добро. Прибера се што ќе дојде. Така. После тоа се таргетираат. Откако малку од малку ќе закрепнат, така и ние. Ние на почетокот сега не можеме да се таргетираме, или треба да се таргетираме на челична индустрија, или треба, и текстил, или треба да собираме се што ќе дојде. И нормално е дека Так. на почетокот одиме дај што ќе дадеш. Меѓутоа, како ќе тече времето, ние ќе имаме споведување на политика за странски инвестиции. Што покажуваат искуствата компарабилни со Македонија? Искуствата покажуваат дека најмногу флексибилни индустрии што се движат се оние кои што одат по ниски трошоци. Македонија тука може да биде компетитивна и со даноци и со Ефтина работна сила. Меѓутоа, тука е многу важно и нивото на образование. И затоа јас толку инсистирам, можеме подоцна и за тоа да збориме. Можеме сега да збориме. Само да ја завршам мислата Нема проблем. за задолжително средно. Ми избега мислата. Така што идејата беше дека, значи, по овој период ќе можеме да се фокусираме на одредени индустрии. Кажав, искуствата покажуваат дека најфлексибилни се оние што одат по помали трошоци. И ако ги погледнете Унгарија, Чешка, Полска, Бугарија, Романија, азијските држави, автомобилската индустрија е многу флексибилна и менува места таму каде што може да најде пополна почва за помали трошоци. Огромна е конкуренцијата. Автомобилската индустрија се смета за флексибилна. Флексибилна во однос на реалокација. Релоциран, на местата каде што ги прават автомобилите. Јасно. И најчесто ги менуваат местата согласно трошоците. Добро. Има и други ситуации кај што ги менуваат местата согласно пазарот, како што Индија. Така. Индија, бидејќи огромен пазар, Знаеме, 1100 милиони жители, воведе високи царини и им кажа на сите кој сака да продава во Индија коли да произведе во Индија. И тоа ние не сме во ситуација на Индија, така што ние одиме на тие кај што таргетираат пониски трошоци. Што се случува тука? Ние немаме наша традиција за работна сила од таа индустрија. Немаме. И ние мораме на почетокот да ги плаќаме трошоците на потенцијалните инвеститори за едукација на работната сила. И меѓу другото, тоа ќе го правиме. Ние за ниједна индустрија немаме високо квалификувана работна сила. Затоа ќе даваме и такви видови, ние во нашата програма тоа го пишува и тоа ќе го направиме. За мултинационални компании, за крупни компании, владата е подготвена да ги плаќа трошоците за обука на работниците. Работниците немаат обука. Немаат обука. Па, Не се тие криви што немаат обука. Првата точка што вика зошто Ирска успеа покрај условите што ги дава е затоа што има квалификувана работна сила. Значи тој што отвара таму од било која индустрија, он нема проблем на пазарот на трудот да најде квалификувани работници. Овдека ние имаме тој проблем, го имаме дури у текстилната индустрија. Додека него седнеш 3 месеци да го обучиш, не можеш да го пуштиш да работи.
Значи, во теоријата има три вида на помошти, што треба да ги, или овие инсентивс, подршки што може да ги даде државата. Тоа се фискални или како што е намалување на даноци и така натаму, финансиски, каде што влегува, финансиски владата плаќа, обука на работи, или за крупни мултинационални компании, повеќето од овие држави што ги анализирав, градат фабрики, им ги градат халите. Добро. Индија, например, има масовно градење на фабрики и им ја дава, клучот им го дава, еве фабриката, внесете ги машините и вработете ги луѓето. Сега ние немаме тукави Индија гради фабрики, државата. Не само Индија, многу држави. Државата да гради фабрики. Државата во капитализмот во да се слободни гради. економски зони им гради фабрики. Во капитализам. Нели го напуштивме тој концепт? Тој беше концепт од минатиот систем? Ова е нов концепт. Борба во светот на глобализацијата. Така. Развиените земји мора да се борат да добијат повеќе инвеститори. Значи, за да зголемат растот. државата да не учествува, да не влие, више не држи државата и тоа како треба да влие и да Внимавајте учествува. сега да не бидам сватен општо дека за секој инвеститор ќе градиме фабрики. Јасно. Далеко од тоа. Зборувам Добро. за најкрупните мултинационални компании. Например, IBM да дојде, јас нема да се двомам да предложам таква мерка. Ја нема да се двоумам да ве Затоа поддржам. што IBM ќе привлече 100 други да дојдат А, во потполно се Македонија, согласувам. сами да се изградат фабрики. Потполно се согласувам. Значи, такви компании да дојдат, не треба да има двумење. Но не може за секого да важи тоа. Затоа велиме и во нашата програма, за оние што се во Fortune или 200 напишано е, во кои ситуации може да се дадат специјални повластици. Кај нас порано се водеше без ред. Например, се дава во 4 локации на регионални фирми. Има во Србија и во Македонија и во Грција. Нешто, ајде ќе му дадат. Или има во Словенија и во Босна, ајде инвеститоре, значи треба ред да има. Може да има и секаде има предности, повластици, како да ги наречеме, погодности, за оние компании што се врв во светот и што секој ги посакува, не само заради парите што ќе ги донесат, заради технологијата што ќе ја донесат, заради тоа што ќе ни едуцираат работна сила и ќе може после и други да дојдат и да има од кого да научат. Заради менеджментот, Да, ама ова што го кажувате, ако. заради Значи, менеджмент ако техниките, тргне, заради Јасно ми е. имиджот на државата и заради носење на други компании, Јасно ми заради е. вработување на други фирми во земјата. Јасно ми И е, многу господи. други работи. Сами прекинавте, ќе прејдеме на друго. Јасно ми е, не, убаво го образложивте, можеме да го образложуваме на крај ова да испадне цел трактат по економија. Јасни ли се последиците? Работата е никако да ни се случи тоа. Никако да ни се случи. Криминалот, судството, нерешавањето, проблемите со катастарот. Па ја ќе ви кажам дека ја имав помалце проблем да ве викнам вас во емисија, одошто да го викнам одговорниот за катастар овдека или некој од катастар, затоа што луѓето имаат сериозен проблем имотно-правни односи. можеме тоа да го дискутираме. Лукойл не може да доизгради пумпи затоа што имотно-правни односи не се решавани и така натаму. Рековте Гринфилд инвестиции. Шведска млекара ќе гради кај Да, нас, така? да. Одново. Тоа е супер. А Скопскана и то во Скопје ќе ја гради, така. А Скопскана што стои? Инфраструктура што има. И сега ја го разбирам тука и инвеститорот. Чекај, таму нерешени односи, ово, она. Кој ќе се млати, кој ќе се расправа со тој проблем? Ние немаме правен систем кој ни функционира да ги реши горливите проблеми, за да делуваме сериозно, за да делуваме дека едноставно ти кога ќе дојдеш капиталот ти е безбеден, ти можеш да функционираш, дека ти ако некој ти должи ќе си наплатиш, дека нема да ти удираат рекет. Кажате многу работи, сега не знам што да извлечам за поента од ова. Вадете што ви Катастерот, млекарата, Да. генерално Да. лошата клима, има многу вака Значи, работи. поентата е што од себе ова како да ни се случи, што конкретно да направиме. Јанко, тоа што го правиме. Само не може за 3 месеци, ваljda вие не очекувате дека за 3 месеци сите инвеститори од светот ќе дојдат во Македонија. Знам, ама вие сте во специфична состојба. Немаме земја, пример, која 15 години назадува како оваа земја. Немаме земја која имала таква криминална приватизација како оваа. Дали конечно... Знаете што, тоа е нашата државна несреќа. Да?
И тоа е шансата и предизвикот на владата. А што значи тоа предизвикот на владата? Конечно да направи нешто ново, ново време. Било што било ќе легализираме или конечно или ќе идеме правдата да се задоволи. Не знам, едни повикуваат апсете го штериот, други викаат апсете урбаната мафија, трети викаат апсете го ова. Се јавуваат. Знаете ли колку барање има во емисијава од Народов за апсења и за проширување на затвори? Рековте дека ќе ги проширувате во кампања. Има многу теми се, од кај да почнеме катастрофот. Катастрофот на пример е во катастрофална ситуација. Не треба јас тоа да го кажам, сите го знаат. Кога дојдовме, наследивме една програма на Светската банка, која што беше дека до крајот, значи до декември 2009 ќе заврши првата фаза од реформите во катастрофот. Така. Ние ги поканивме и им кажавме, чујте, ние не можеме да се согласиме со толку долг рок. Многу сме ви благодарни што сакате да помогнете, меѓутоа ние не можеме да цел мандат да го трошиме за да дојдеме до некоја крај на некоја прва фаза во завршување на ова. Ние мораме во 2008 да завршиме оваа реформа. Тие рекоа тоа е многу краток период, дали ќе успееме? Нема дали ќе успееме. Ако го терате така, ние ќе тераме сами без вас. Многу ќе ни биде жал, што ќе тераме паралелно. И тие се согласија, направија дополнителни пресметки, се согласија некаде до средината на 2008 година да заврши комплетна реформа во катастрофот. Тоа не значи дека ќе стане идеален катастрофот. Меѓутоа ќе стане многу подобар од тоа што е сега. И тогаш ќе се јави некој на телефон кај вас, ќе се пожали, меѓутоа драстично ќе се подобри ситуацијата. Например, тоа е тоа што таму ќе го правиме, компјутеризација целосна. Еден куп работи има стручни, да не ги кажам, го поканивме новиот директор на катастар на влада, ни одржа на презентација од 30 минути, што се ќе прават и во кој рок. Така ли? И зошто, да. Ајде врски преку вас да го викнеме овдека и нека го покаже на народ. Ја верујте, не можам да започнам емисија. Ја немам емисија во која немам јавување очајни. Знаете што, јас сум препон луѓе од очај више кои ми се обраќаат мене. Ја не знам зашто тој не сака да дојде. Можам само да предпоставам дека се плаши дека сите негативни работи од катастрофот што били у последните 10 години ќе му ги стават на маса на него, како што мене често ми се случува. Целата мака од 15 години сега ми викаат ајде. Нема ајде така преку ног нема, нели? Така и тој веројатно тој има помала медиумско искуство и веројатно предпоставувам, не сум го ни прашал ни него ни ништо, но предпоставувам човекот сега ќе отидам. Нормално дека ќе ве притискаме. Ќе се јават 100 души на телефон кои што ќе кажат што им се случило и ќе испадне дека тој го направи тоа е 2 месеци или месеци по директор. Знаете како? Луѓето и самите велат, ја почувствува вашата искреност. Прв пат има многу позитивно мислење за сето она што се прави. Има позитивна една клима. Токму заради тоа, нели, полесно е на некој фамилија близо кој што го чувствуваш дека е окей, да му се изнавикаш, да го притискаш, одошто на некоја бараба да се идеш да се расправаш кај што нема никаков ефект. Значи, затоа ние како народ, како медиуми ве притискаме, затоа што знаеме дека вие можете да го направите тоа. Вие ќе викате не можам за 3 месеци. Направи го. Мислам, ја ќе се обидувам секој 3-4 месеци да ве викам ваму. Тоа е легитимно. И така натаму. Но резултати мора да има. Ја потполно ве разбирам. Вие не дојдовте, па најдовте нулта ситуација. И тоа еве го разбираме, али го разбира и народов. Премногу е паметен. Ако ја не се утам. Значи, знаеме дека вие треба да дојдете до некое нулта ниво за да почнеме нагоре. Ама немаме избор. Ова ние, верувајте, народов ова го сваќа како последна шанса. И затоа немаме време да бидеме джентълмени. Иако се, еве, по нивно мислење во овој момент, за сега, најдобриот премиер кој до сега работел на начин како што работи, и го чувствуваме тоа на економски и дава надеж. Огромна е надежта. Знаете што ќе биде ако им ја полюбите? Ја не знам. Ќе поминете полошо што било кој крвник, а ќе бидете невин. Сакам само сега да ве замолам да направиме една кратка пауза. Да се одмориме па да продолжиме со разговорот, бидејќи ова што го кажав беше само на дополнување што морам да ви го пренесам како од гледачите. Вие си кажете се, ама ја не можам да одговорам на се, пошто многу работи ги кажете у кратко време. И не е ова ќе речат луѓето дека риторички премолче не одговори и така натаму. Имам на сите овие работи одговор, но веројатно вас не ми беше идејата тоа. Не, значи не ми беше идејата, ова ми беше да ви го пренесам. Затоа што идејава не е само да ве прашувам, туку и да ви пренесам мислење. Затоа што кога ќе си идете од овдека, ја ќе ве натоварам со
Еве, видете, например, со какви мајки. Немаат више кому да се обратат. Ова би требало некој општинар да ја заврши оваа работа. Погледнете, молба, очајни, пишувале. Ја не можам да го занимарам овој труд нивни. Се подпишувале цела петиција, задња шанса кај вас. Луѓено се гушат од цементарница. И такви слични милион работи. Оди без кратка пауза. Кога сме веќе кај катастарот, наша намера, што сакаме цел, да кажеме, да постигнеме крајот на 2008, почеток на 2009, по завршените реформи, документите што се издаваат од катастарот да се издаваат за некои десетина дена. Тоа е сега мислена именка. Научна фантастика. Научна фантастика, да. И тоа дори ми е страх што го кажувам. Не само тоа, него со мито ви кажувам дека не можеш да дојдеш до документа ако не е минимум 50 евра. Јас сум вадел. Ја ќе ви кажам, додека ја не сум се испрачил паричка чистаке, затоа што не можело. И сега ја еве јавно признавам пред вас, господин премиер, дека сум учествувал во криминал и мито и корупција. Затоа што немав избор за да си го решам минимален еден проблем свој. Замислете ја, што се случува со другите, само одсликајте го. Што ве знаат, јавна личност, може да кажете и така натаму, да, ве разбирам. Значи, луѓе кои им кажам вака, дека тоа се бориме да го направиме, викаат, да, какви 10 дена за месец дена направите го, на кој сме. Но, мене ми дава надеж, јас кога бев министер за трговија, си бев зацртал на почетокот на годината, така, до крајот, да го сведам давањето на дозволи, имаше разни лиценци, дозволи, решенија, одлуки и така натаму, од граѓани и од фирми, пред се од фирми. Да го сведам од тогашните 2 до 3 месеци. Ја кога дојдов се чекаше за се 2, 3, 2,5 месеци. Месец и пол беше екстра некој ако добие нешто за месец и пол. И викам што е работата, се жалат луѓе, писма добивам. Ако нешто побрзо добие некој ми се захвалува како кој знае што да сум го завршил, што не било за 3 месеца, месец добил. Пошетав по канцелариите, ја имав обичај еднаш месечно да ги посетам вработените во канцелариите, да поразговарам со нив. И викам, зошто вака се чека? И сватив, они одговараа некои така одбрамбени за нив работи, меѓутоа сватив дека во суштина многу од нив ги чуваат во фиоки, чекаат некој да им ургира. Сега не сите, имаше убави исклучоци таму, меѓутоа имаше еден значаен дел. Да капне некој бомбонјерче, 100 грама нешто, кафе. да се случи нешто. Знам, и сега што се случи? Бомбонјерата 200 евра. Ја им кажа вака, слушайте луѓе, треба да ги сведиме ден за ден да биде. Денес доставува, утре да му одговорите. Бирократија. Тоа не може немаме ни компјутери, немаме ништо. Не. Добро кажете што немате. И кажа, немаме компјутери. Второ, не знаеме да работиме на компјутери, не сите, верувам, дел од нив. Ама значен дел. Трето, не знам, фалат бироа, немаме кај да седиме, не знам, летно време климите не работат, па не може, нема клими и така натаму. Добро, земавме список, направивме. Ја викам, јас ова ќе ви го решам. Ама после ако има проблем, значи ето вас. Да. И ние купивме компјутери, клими, се купивме. Ги натеравме дојат на обука, па имаше протест, некои биле 5-6 годишни жени, зошто вика сега не терате пред пензија или 60, додиме на компјутери, затоа што имате уште 3 години кои што треба да ги изработите. Па дури имаше во еден медиум критика дека ги малтретирам вработените да учат компјутери. Го завршивме тој период од 6 месеци. Тоа мора да го напише од неписмен новинар што не знае компјутерче. Немојте да викате, така може да ви испадне пријател. Ако уше посладко ќе биде ако сум го искритикувал пријател. Сега. Завршија тие 6 месеци пак ги викнав луѓето. Ги совам во една соба вака, крупна, голема сала една, сите на куп. Не беше, тоа беше мало министерство од 50 луѓе, не се сеќам. И кажа сега ќе имаме динамика. Прво ќе ги намалиме на месец. Па од тој датум да бидат на пола месец. Па од тој на недела, па на 5 дена, па на 3 и на еден да дојде работата. И почнавме полека, отпор имаше многу, па тоа е невозможно, па ќе сгрешиме нешто, па не знам што, но полека дојдовме во последните месец дена, после пребација во финансии додам. Во последните месец дена пред да бидам префрлен во финансии, во Министерство финансии, дојдовме ден за ден да ги издаваме. Да. И сега луѓето беа збунети. И денеска ми говорат пример, скоро бев во Струмица, во тој еден хотел таму и тој газдата дојде, ми се представи, се запознаме, вика, сакам да ви кажам како сум ве доживувал. Одеднаш вика ми се јавува службеничка и ми вика вчера, значи вика јас го доставувам тоа и ми се јавува вика истиот ден и ми вика го добив ми се јавува утрената и ми вика дајте го уште тој документ и утре ќе ви дадеме одговор. Кажете ми, функционира и го добив одговорот. Да. А функционира ни ли врски, тоа ни ургенци. Остана ли да функционира тоа така?
Не можам да ви кажам со сигурност, не ги знам точно деталите. Не можам, не сакам да. Мислам Добро. дека во времето, во минатите години беше влошено значено. Пак на чекање. Сега како е, не знам. Тоа е целата Веројатно, работа се што- надевам дека е подобрено. Сега не можам да кажам однапред, но сакам да речам, ми дава храброст тоа што во една ситуација сум успеал. Тогаш било полесно, помало министерство и така натаму, помало број на луѓе. Ова е покомплицирано. Но затоа велам, не гарантирам дека за 10 дена, ама сигурно ќе има драстично скратување на процедурите. Не гарантирам дека после тоа нема да има проблеми. Дека па некој некому нема да побара мито или нешто слично. Но да биде многу помалку. Да влезе во некои по-нормални рамки. И во Чешка ќе ви побараат, и во Франција, и во Полска, и во Унгарија може би некаде мито, ама не толку интензивно и често како кај нас. И би рекол и безобразно. Господин премиер, Тоа е поентата, значи да влеземе во некои по-нормални рамки. 5 минути пауза, продолжуваме. Благодарам. Повторно во живо студиото на Skynet. Господин премиер, саат и пол посветивме во првиот дел на интервјуо пред се за странските инвестиции. Затоа што гледам и вие истото го сметате како што и сите го чувствуваме дека е тоа можеби клучната работа за конечно да ни тргне странските инвестиции, што е се потребно. Одговоривме во саат и пол, одговоривме само на еден минимален дел од она што е проблем и што треба да се решава и така натаму. Едноставно, ја гледам дека физички е невозможно да ги извадиме, да ги исцедиме сите оние проблематични места, бидејќи е сега уште почеток, па ќе видиме како ќе се елиминира, ќе ни остануваат само клучните проблеми кои ќе можеме да ги дефинираме во понатамошните ваши гостувања. Се работи сега за една друга работа. Еден од битните сегменти за привлекување на странскиот капитал, нели, е создавањето на услови во една земја која ќе делува сериозно, која ќе делува во која земја секој ќе се чувствува безбедно дека законите функционираат. А тоа пред се гледа преку, нели, судовите и борбата против криминалот. Бирајте тема, господин премиер, судовите или борбата против криминалот. Патем речено, тоа си поврзани теми. Поврзани теми. Во секој Без случај, судовите не можеме да ја тераме борбата против криминалот. ние имаме една работа која нели ни стигна едно соопштение дека Македонија е една од земјите со најкорумпирано судство. И сега, како борба против криминал кога судството е проблематично? Бизнисмените, луѓето, сите што се јавуваат, сите што имам допир, викаат, основен проблем нас не ни е да работиме, не ми е да произведувам, не ми е да се вработам, не ми е да најдам работа, туку криминалот што е во судството, тука ќе се закочи должничко-доверителски односи, рекетирање, 300 чуда и сето тоа. Вака, јас не смеам многу, затоа што сум дел од извршната власт, не смеам многу да го коментирам судството јавно, затоа што ќе испадне мешање во работата. Меѓутоа, сите знаеме дека не е идеална состојбата таму и е далеку од идеална, да не речам дека е лоша, дека има многу исклучоци, честни исклучоците, кои што си ја вршат совесно и законски работата. Меѓутоа, има и многу ситуации каде што очигледни се некои работи. Еве да речеме, судството дигна раце од случајот Бачило. Помина на сите инстанции случајот Бачило со пресуди ослободување дека таму нема ништо. А сите знаеме, пред очи ни украдоа пари и уште викаат легално е. И ако не беше додатниот напор на новиот тим во Министерството за внатрешни работи да дојде до нови докази за да се започне постапката на ваков начин како што се започна, Бачило сега ќе беше завршена работа. А јер ли е работа? сега Отидов и ја у овчари, Да. поише ми се исплати. Сега они може би ќе речат немало доволно докази претходно, сега има повеќе докази. Тоа е легитимно ако го кажат. Меѓутоа, има многу случаи, не е само тој, дека
може многу подобро да биде, кај одредени поединци. И тоа е дел од нашите напори во иднина. Да промениме некои работи во судството. Еве сега полека судскиот совет се формира, подоцна ќе дојдат изменија некои закони, нови закони, јавното обвинителство, подготвуваме нов закон за јавно обвинителство, тој е веќе подготвен. Да, имаше, го гледаат експерти. Имаше и најава во вестниците дека утре ќе се формира судскиот совет. Што конкретно ќе значи тоа за... Па тоа е сега формирање на судскиот совет по новиот устав, по новите закони, каде што 2/3 од судиите ги бираат самите судии. Така. Се предпоставува дека ќе нема преголемо политичко влијание или влијание на олигарсите. Треба да го пробаме тоа. Не сме убедени дека така ќе биде, но треба да го пробаме. Така што ќе има и други промени. Законот за јавен обвинител, како што кажав, е веќе готов. Го преведовме на неколку јазици, го праќаме кај повеќе експерти. Утре треба да се испрати во Италија кај еден познат експерт од Италија со кого што комунициравме во последниот период, тој да ни ги даде исто така неговите забелешки, неговите предвози, што не е вградено да се вгради, да имаме многу добар закон кој што ќе даде голема моќ на обвинителот, одговорност и независност. Така да, ако немате добри закони, ако немате добра соработка со полицијата, кој да го ставите за јавен обвинител не може да даде добри резултати. Се откажавте од идејата странец да биде... Знаете што, не сум се откажал, меѓутоа гледам дека има неверојатен отпор кај на многу инстанци. И за да биде тоа, треба и законот да се промени. Треба да видиме дали опозицијата ќе ни изгласа таков закон. Ние сега ќе го понудиме. И веројатно во понудениот закон ќе има таква опција, но со обзир дека треба 2/3 мнозинство, можно е дека опозицијата нема да сака тоа да го изгласа како такво и ние размислуваме за резервни варијанти, за варијанта странски советници или варијанта јавен обвинител за организиран криминал и корупција, кој што би бил, не е битно што е странец, ќе рече странец. Битно е да е човек што има огромно искуство, како што нема никој во Македонија, што има други стандарди и да дојде во Македонија да ги воведе тие стандарди од одреден период. После неговото заминување, ние не го планираме тој да биде за секогаш тука или додека е жив. Да дојде година, 2, 3 можеби, ако има потреба, да воспостави нови стандарди на работење, да помогне со неговото искуство. Во држави во Европската Унија има обвинители кои што имаат такво искуство што нема никој во Македонија. И не треба да се срамиме од тоа. Ја не се срамам кога некогаш ќе купувам искуства и кога ќе учам од нешто. Така и ова, меѓутоа најде на жесток отпор. Кај граѓаните така и така, меѓутоа кај многу експерти гледам не идува на отпор. И кај опозицијата најмногу, кај Социјалдемократскиот сојуз. Дали се исплашија нешто ако дојде, па не може никој да му влијае ни олигарси, ни ово и ни оно, и не знам што е работата, меѓутоа најде на жесток отпор, така што... А зашто тоа не ве мотивира, токму ако опозицијата... Да, ама без неа не можеме да го изгласаме законот. Двотретинско мнозинство. Така што... А што е неговиот предлог, што бараат они? Па да не е странец. Само да не е странец. Да. Така. Така што ќе видиме, ако постојат услови за тоа, може да одиме на таа варијанта, меѓутоа согласно нивниот однос сега, тешко ќе се согласат на таква варијанта. Втората варијанта е да му дадеме македонско државјанство. Меѓутоа, прво дали ќе сака така комбинација. Второ, во повеќето држави ако земе државјанство на друга држава го губи своето. Еве да речеме министрите сега Ташковиќ, Самак и така натаму го загуби американското државјанство. Така. Се работи за тоа дека понекогаш јавното обвинителство во развиените земји, еве конкретно во Соединетите држави, има свој така наречен task force. Значи, своји единици кои работат на терен, кои ги имаат истите ингеренции како и МВР, но за да приведе некого, за да реагира на терен, да се соочи директно, да се судри со криминалот на терен, не мора да побара од МВР, од конкретното министерство, туку си има своји луѓе со кои ќе може тоа работа исто да се ја врши. Мислам, тоа ви е веќе познат пример, тоа го има во Соединетите држави. Дали сметате или нешто сосема ново? Не ве разбрав, значи како Значи, обвинителството да си има своја единица, своја единица луѓе, значи конкретно кои ќе носат оружје, кои ќе своја полиција. Своја полиција. Обвинителска полиција има таква варијанта, ја разговараме и таа варијанта, затоа што еве обвинителите кажуваат, велат ние како на локално ниво негде има корупција помеѓу нели. Не, на пример имавме како опозиција, кога бевме како партија,
имавме некои информации дека на одредени датуми многу камиони со цигари поминале преку граница. И тие ги однесовме, нели државме пресконференција и ги однесовме кај обвинителот. Добро. Обвинителот вели што можев јас да направам, освен да ги пратам на МВР, таа да проверим. МВР ми вика, нема такво нешто. Ако е МВР влезена во тој организиран криминал, како ќе му кажи на него дека Има. така? Јасно. И ако е и царин, они му вика, не, ова не е точно. А ние, например, имавме луѓе што ги виделе. И поразвиените Но треба да се докаже тоа. Така, и поразвиените демократии покажуваат дека се потребни вакви единици или поединци, антачевост така наречени, ај сега да карикирам холивудски, нели, луѓе кои ќе можат самостојно да делуваат и едноставно да не бидат под влијание заради евентуално корумпирање, на пример ако МВР е вклучен во такво нешто или некој локален МВР. Значи го размислувате вие ова, размислуваме, ги разговараме тие варијанти и мислам дека ќе некаде во крајот на јануари, февруари ќе излеземе со закон. Така. Законот е веќе готов, но сакаме да биде силен, зад него да стојат мислењата на крупни експерти не од Македонија само. Ги почитувам многу и ќе ги имаме нивните. Тие и во оваа фаза многу од нив се вклучени. Да ги имаме и од Европската унија, од држави кои што имале огромно искуство со такви закони. Сепак ние сме една помлада демократија и искуствата од други држави, кај што имало и посилни криминални групи, и посилни мафии, и подолги искуства во демократијата, криминалот во едно вакво општество демократско, да го преземеме од нив, да не учиме се сами од себе, нели, од она што ние ќе го погрешиме. Така што крајот на јануари и февруари некаде очекувам да излеземе со законот, ќе го понудиме на опозицијата и таа да го погледне, да ги даде своите забелешки. И мислам дека полека во текот на следната година ќе комплетираме една многу добра слика на закони од судството, од јавното обвинителство и дека тоа ќе помогне во борбата против корупцијата и криминалот. Имаме нов судски совет, се надевам ќе биде многу подобар од претходниот. И она што е најважно е политичката волја. Значи политичката волја на владата да се справува со криминалот и со корупцијата. Мислам дека во овој период се покаже една сериозна политичка волја во овие 3,5 месеци што се за нас, затоа што влеговме во коштес со најкрупните проблеми. Ние не почнавме од некои ситни, не знам, некои 200 евра дал ваму или таму или земо. Ние се фативме со најкомплицираните и најкрупните афери што го одбележаа времето во последните неколку години. Крупна афера Бачево, шверц со цигари, урбана мафија. Значи, овие три беа првите со кои што влеговме директно Добро. во судир. А што имате имаме намера успех на тој понатаму? план. Да, има, добро. Секаде каде што ќе прибавиме докази. МВР работи со полна парија на прибавување на докази, затоа што знаете што? Некаде може да се испостави дека се верувало, но некој не направи криминал. Не, ворете не смееме да осудиме невини луѓе. Не, презумција на невиност. Презумција на невиност не смееме да избрзаме. Господин премиер, извинете, не, ќе ве прекинам, доволно кажавте, мислам по ова. Сакам да идеме на една друга работа. Дали вие ќе правите таа популарна мерка што ни еден досега не ја правеше, а тоа е преиспитување на криминалната приватизација што имавме изминативе 15 години. Или конечно на тие олигарси ќе им речеме, окей, ги имате парите, сега барем вложувајте ги овде, ќе ги работите честно и поштено, или долгата рака на правдата ќе биде немилосрдна спрема секого. Ако добро ве разбирам, вие ме прашувате за амнестија на... Ќе ги амнестираме или конечно... Јас не сум поддржувач на таа идеја. Имаше неколку политичари што беа поддржувачи на таа идеја, јас лично не сум поддржувач, мислам дека тоа би било лоша порака за војнина, затоа што секогаш кога ќе се направи една амнестија, има очекување за друга амнестија. Ај ќе појдат 50 години, па ќе удрат уште една амнестија, па ќе поминеме некако. Значи тоа е многу лош сигнал, тоа е морал хазард. Значи праќате јасен сигнал дека никој нема да остане непоштеден. Секаде каде што ќе најдеме докази, МВР се надевам и обвинителството ќе действува. Меѓутоа мора да биде подкрепено со докази, да не ни падне на суд. Тоа е уште поголема бомажа и уште поголемо паѓање на угледот на државата, на моралот на граѓаните. Така. Кога ќе се истера нешто до крај и на крајот пресудата нема докази ништо. Да. И тогаш викаат луѓето па добро. Како со Бачило што беше го почувствувавме на собствен грб, а уствари се работи. Добро, Истифари се во затвор, во ред. Нели, се повледува нова постапка и уште неколку мина што бе околу него.
И тоа беше еден позитивен пример, кој најверојатно би требало да биде јасна порака до другите дека никој нема да биде или прибирајте се или ќе ве снајде и ова, што е добра порака. Барем за нас гледано како сакам сега да идеме на урбаната мафија. Така. Нели? Почнавте со урбаната мафија, рушења, милион тоа не е рушење, прашања. тоа е споведување на законот. Или го споведувате или не го споведувате законот. Добро. Се спроведува законот. Океј, законот рече треба да се сруши кинескиот зид, тоест подкровието, така, уште не е срушено. Месец. Не, ние вчера ја викнавме на седница на влада, господја Аварова, таа ни кажа дека сите стобови се, како се вика тоа, исечени или скршени. Сега треба само да се вади бетонот од последниот кат да се острани, бидејќи ако стои предолго време може да рудне цела зграда. Доказите што се најдени, доказите беа, се за последниот кат, дека е нелегално направен. Ако најдеме понатаму докази, Се копали дека понатаму зграда- за останатото? нормално дека се работи на тоа. Има МВР покренато и пријави за тоа до обвинителството ќе оцени дали И останатите има се основ легални. и за понатаму и потоа Така. судот, да. Бидејќи Ако се 20 дојде до докази Така. дека, знаете што, вчера долго го дискутиравме на влада, беше поканета и господја Аварова, на претходната влада го поканивме и градоначалникот на кисела вода за да имаме подобра комуникација. Добро. Многу работи што не ни се јасни, да ги каже и обратно. Така што, она што го гледаме е дека во постапките имало неправилности и незаконитости. Да, ама кои не се само резултат на овие двајца сега што се притворени, инвеститорот и нотарот. Значи, каде е градскиот совет, каде е одговорноста кај градоначалник, има ли кај други инстанции одговорност која Така, само да завршам мислата ако може. Повелете. Меѓутоа, за да срушите објект, а при тоа да не платите пенали, односно да загубите на суд, па да треба да го обештетите. Како Палевски што треба зема. да се најде грешка или вмешаност на инвеститорот.